Двајца доктори му дадоа лекарска помош на обвинетиот Мунир Пепек во кривичниот суд. Заминаа без него, констатирале дека има висок притисок и го упатеа да се јави на интернист. Заради здравствената состојба на Пепек, судењето се одложи и продолжува во петок. Двајцата сведоци Курто Дудош и новинарката не дадоа исказ денеска во кривичниот суд поради здравствената состојба на обвинетиот Пепек. Тие за 2 дена ќе одговараат на прашањата на обвинителите на одбраната заедно со уште 4 сведоци, што значи дека во петок рочиштото може да трае и цел ден, бидејќи ќе има 6 на сведоци, меѓу нив ќе сведочат Јагим Нухију и Сашо Тасевски. Пратеникот Ферид Мухик во судот раскажа моменти кога луѓе со качулка на главата облечени во црно, како даваат насоки кој што, како и кога да прави. Мухик бил изненаден како толку брзо толпата стацала до прес-службата, иако за самиот себе си рече дека би му требало двојно повеќе време за да стаса до таму. Клучното беше кога навеста дека доаѓаат, цитирам, шиптарите со оружје. Тој кажа проверете, ако е точно, поделимо оружје на луѓето. Така што очигледно. Препознате ли некого во судницата од ликовите што тогаш беа таму? Па некои од тие кои беа во толпата секако да, меѓутоа непосредно ни еден од нив не беше во она на галеријата од салата 4 на која влегува прво 5-6 души, а потоа 20-тина, а оној под качунката се разбира не би може да го препозна. Сведокот Сашко Коцевски, кој е вработен во собранието со задача да ги вклучува и исклучува микрофоните, рече дека работата му завршила откако председавачот на конститутивната седница Трајко Велјановски ја затворил седницата. Се упатил во техничката режија, не се снимало, бидејќи немало таква наредба. Со колегите само гледале што се случува. По извесен период морале да следат само преку телевизиите. Оттаму ги евакуирал Горан Ѓошевски и ги попратил до излезот од собранието. Рече дека долги години е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Ние како партија работевме како војска. Добивавме насоки од општинските комитети за протести како поддршка против тиранската платформа. Насоките беа да ги следиме протестите со достоинство, без да го нарушиме јавниот ред и мир, без провокации. Никогаш Дурловски немал радикални говори, немало говори на омраза. Бранителот на Јохан Тарчуловски, адвокатот Антонија Апостолски, побара земење од судечкиот судија Добрила Кацарска, поради сомнеж дека Кацарска е во роднинска врска со некој од оштетените. Барањето беше одбиено и Кацарска останува да суди за крвавиот четврток. Судиката извести дека никој не се сослушува во својство на оштетен, туку како сведоци.